Фудбалска Македонија го бележи историскиот пат на најновата FIFA ранглиста. Македонија не одигра ниту еден надпревар, но сепак назадуваше за една позиција на FIFA листата. Црвено-жолтите се на 166-то место, а во однос на претходното рангирање пред Македонија излезе и репрезентацијата на Косово. Поразителен е фактот за националниот тим е тоа што во Европа само 5 репрезентации се полошо рангирани од нас: Малта, Лихтенштеин, Андора, Сан Марино и Гибралтар. На најновата FIFA листа нема промени во топ 10. Прва е репрезентацијата на Аргентина, а зад неа се Бразил, Германија, Чиле, Белгија, Франција, Колумбија, Португалија, Уругвај и Шпанија. Лигата на фудбалските шампиони доби уште два тима во четвртфиналето. Тоа се тимовите на Барселона и Борусија Дортмунд, кои им се придружија на Реал Мадрид и Бајер Михен. Барселона во реваншот направи неверојатно чудо и по голема борба го елиминираше Париж Сен-Жермен од Лигата на шампионите. Каталонците славија со магични 6:1. Тренерот на каталонците Луис Енрике веруваше дека неговиот тим може да постигне 6 голови и токму тоа се случи. Лошата тактика на ПСЖ и дисциплинираниот Маркиньос во одбраната, двата во најмала рака сумнителни пеналди за Барселона и на дополнувањето од времето од 5 минути во второто полувреме придонесоа Барселона да испише историја во Лигата на шампионите и да стане првиот тим кој надоместил негатива од 4:0. Барселона резултатот го отвори во третата минута, кога гол постигна Луис Суарес, а во 40-та Курзава со автогол зголемина 2:0. Првите два гола Барселона ги постигна поради лошите одлуки и нерешителноста на Маркиньос. Вториот дел започна со гол на Меси во посомнително досудениот пенал, кој судијата Ајтекин го досуди по сугестија на помошникот. Сигурноста во играта на ПСЖ ја врати Кавани, кој погоди во 61-та минута за 3:1. Потоа Кавани и Ди Марија има одлични шанси, двајцата беа сами пред Тер Штеген и не постигнаа гол. Лудницата на Nou Camp започна во 88-та минута, кога Неймар постигна брилјантен гол од слободен удар. 3 минути поосна Ајтекин ни подари пенал на Барселона, а Неймар зголемина 5:1. Конечниот резултат го постави Серхио Роберто, кој по една длабинска топка на Неймар избегна офсайд стапица и постигна гол кој значеше четвртфинале за Барселона и делириум на трибините. На вториот меч Борусија во Дортмунд со сигурна игра ја победи Бенфика со 4:0. Хет-трик постигна Обамејанг, кој беше средец во четвртата, 61-та и 85-та минута, а еден гол постигна и Пулишич во 59-та минута. Останатите осминафинални реванши на програмата се следната недела. Шпанскиот фудбалер Чави Алонсо по крајот на сезоната ќе замине во пензија. Тој ги потврди шпекулациите дека ја игра последната сезона во богатата фудбалска кариера. На социјалните мрежи напиша: "Те живеев, те сакав, збогум преубав спорту." Се огласи и председателот на Бајерн Карл Хајнц Румениге. Бајерн сака да му се заблагодари на брилјантниот фудбалер кој совршено го следеше патот на Бајерн на теренот и надвор од него. Чави Алонсо е еден од фудбалските великани, освоил се што можел да освои во кариерата. Над се, тој е прекрасна личност, вистински фудбалски џентълмен, напиша Румениге. Кариерата Алонсо ја започна во 99 година во Реал Сосиедад, по 4 години во тимот од Ануета се сели во Ливерпул, а во 2009 година за сума од 30 милиони фунти го облече дресот на Реал Мадрид. 5 години подоцна Пеп Гвардиола го донесе во Бајер Михен. Чави Алонсо во кариерата има европска и светска титула со шпанската репрезентација, а Лигата на шампионите ја освоил со Ливерпул и Реал Мадрид. Во NBA лигата се одигра 11 надпревари. Тимот на Бостон на гости го победи Голден Стејт со 98-86. Бостон го искористи заморот кај противникот кој се врати од турнејата по источната конференција, каде одигра 5 надпревари со серија од 14:0 во средишницата на последната четвртина ја обезбеди победата. Ајзеја Томас со 25 поени, односно Кели Олиник со 17 поени и по 5 скоки и асистенции го предвозеа Бостон до победата. Најефикасни кај Голден Стејт беа Клеј Томсон со 25 и Стеф Кари со 23 поени, 5 скоки и 6 асистенции. Голден Стејт сега има скоро од 52 победи и 12 порази, а второ пласираниот Сан Антонио има 50 победи и 13 порази. Спарси пак со историски пресврат го победија Сакраменто со 114-104. Спарси против Сакраменто играа без двајцата своји најдобри играчи, Ленард и Олдрич, а во еден момент има и негативи од 28 поени. На крајот запишаа важна победа. Ветеранот Дейвид Ли даде 19, а австралиецот Пети Милс 17 поени во победата на Сан Антонио. На другите средби Орландо Чикаго 98-91, Атланта Бруклин 110-105, Мајами Шарлот 108-101, Хјустон Јута 108-115, Милвоки Њујорк 104-93, Њу Орлеанс Торонто 87-94, Минесота Клиперс 107-91, Индијана Детройт 115-98 и Денвер Вашингтон 113-123. За вечера во NBA лигата предвидени се 5 средби.